Ова е NPN транзистор BC109C, на кој со бонсек или турпија за метал му е отсечен горниот дел од металното кучиште. На тој начин светлината може да влијае на полупроводничката кристална структура, односно на тоа малечко кристалче кое се наоѓа на дното од металното тело на транзисторот. Всушност, на овој начин сме направиле фотосензор, односно сензор чија отпорност се менува во зависност од интензитетот на светлината. Отпорноста помеѓу емитерот и колекторот на вака преправен транзистор се менува во многу широки граници. Од неколку стотици оми, кога е осветлено со многу силна светлина, до неколку десетици мегаоми, кога е во потполна темнина. Сега го приклучив транзисторот на мерач на електричен отпор, односно го приклучив на ом-метар, така што плюс полот од ом-метарот го приклучив на колекторот, а минус полот од ом-метарот го приклучив на емитерот од транзисторот. Вака преправениот транзистор всушност сега представува фотосензор, односно фотоотпорник, чија отпорност се менува во зависност од интензитетот на светлината која ќе падне врз кристалчето на отворениот транзистор. Во соба со нормално дневно светло, отпорноста на транзисторот е околу 14-15 па до 20 килооми, во зависност од количеството на светлина во собата. Ако го покријам сензорот, ќе видиме дека отпорноста расте и еве сега е над 32 мегаома, бидејќи овој инструмент мери до 32 мегаома, што значи отпорноста е многу поголема од 32 мегаома. Кога ќе го тргнам капакот, отпорноста се враќа на некаде 50 килооми во моментов. Се зависи од светлината која што ќе падне врз кристалчето од отворениот транзистор. Сега ќе пробам да го осветлам транзисторот со многу силна батериска LED лампа. И ќе видиме како ќе се менува отпорноста на транзисторот. Сега е 52 килооми. Еве, 0,7 килооми, односно 700 оми. А ако го осветлам многу повеќе, отпорноста паѓа на 300-400 оми. Ете, во моментов е 15-16 килооми. Сега транзисторот и инструментот, односно ом-метарот, ги изнесов надвор. Денот не е баш сончев, туку е облачен. Значи има облаци, нема директно сонце врз сензорот. И еве колку покажува отпорност. 0,695 килооми, односно 695 оми. И тоа во зависност од како го движам сензорот. Еве ако го покријам со рака кон сонцето, отпорноста станува 7,3 килооми. Ако го тргнам, ја тргнам сенката, да може сензорот да гледа кон облачно е сонцето, меѓутоа сепак има светлина, ете, отпорноста паѓа до 690 оми. Сега е 6,6 килооми.
сега е 0,67 килооми. На директно сонце, на директна сончева светлина, отпорноста ќе падне уште повеќе. Сега се појави и сонце, така што можам да измерам која е отпорноста на вака преправениот транзистор како фотосензор, како фотоотпорник. Со директно изложеност на сонце, на сензорот некаде околу 570-580 оми. Кога ќе ја покријам, отпорноста се зголемува на 1,5 килоом. И кога ќе тргнам раката на 580 оми или 0,58 килооми. Да пробам малку сензорот да го насочам кон сонцето. Ама нема доволно сонце, полуоблачно е. Ете, се покри сега со облаци сонцето и отпорноста расте. Сега е 630 оми. Ете, како поминува облак преку сонцето, така и отпорноста помеѓу емитерот и колекторот на транзисторот се зголемува, ама во овој случај, се трга облакот и отпорноста се намалува. Да пробам малку, ете, го насочив кон сонцето, сензорот, и отпорноста падна на 550 оми. Со вака преправениот транзистор, всушност сме добиле фотоотпорник или фотосензор, кој можеме да го користиме во разни електронски склопови, алармни уреди, фоторелиња, фотопрекидачи или прекидачи кои што ќе уклучуваат и вклучуваат во зависност од количеството и интензитетот на светлината и така натаму.